аплауз. Меѓутоа, не само аплауз за мене, не само аплауз за емисијата, туку аплауз за целата оваа екипа која што работи овде на Фидбек со Елена и за сите вас кои што со нетрпение чекате да започне уште едно ново издание на Фидбек. Верувам дека успеваме да го задржиме вашето внимание со оглед на тоа дека добиваме навистина многу позитивни критики, добиваме навистина многу убави зборови и искрено од срце сум ви благодарна за тоа, заради тоа што сметам дека таквите критики не тераат да одиме напред, да бидеме уште подобри, да бидеме уште посилни и да бидеме позабавни, се разбира, за вас гледачите кои што во моментов сте покрај вашите мали екрани и едноставно чекате да започне најновото издание на Фидбек. Верувам дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание со оглед на тоа дека имаме двајца гости и тоа од светот на театарот и филмот. Имаме еден фин господин и господја кои што имаат што да кажат, но нема да ги откривам пред време. Сакам да ви кажам дека иако е лето, со нас можете убаво да се разладите доколку сте под клима, доколку ја гледате оваа 50-минутна емисија и се разбира сите оние неизгледани материјали можете да ги најдете на YouTube каналот, како и на Instagram каналот, и двата именувани како Фидбек со Елена. Еве, само што влезе DJ Брик, ки си го поздравам, мојот најдобар соработник, се разбира. Ке видиме каква музика ќе ни пушта денеска, односно кој ќе биде изборот, но како и да е, да не должам многу, стартуваме веднаш по джинглот. Ги видовте фотографиите на мојот прв вечерашен гостин. Станува збор за изузетно препознатлив, исклучително препознатлив актерски лик. Човек кој што и такако остава свој печат кога ќе го видите на сцена, без разлика дали е тоа театарска сцена, дали е тоа на филм или пак некоја телевизиска улога. Има повеќе децениско искуство и во театарот, и во филмот, и буквално во многу телевизиски проекти, што значи дека нема како да не го познаваме. Човек кој што е дел од ансамблот на Македонскиот народен театар и иако самиот кажа дека веќе сум во пензија, јас прво не му поверував, меѓутоа знам дека се уште игра многу улоги и знам дека се уште е активен, што значи дека од актерството не можете туку така лесно да се откажете. Би рекла дека актерството не е само професија, туку дека е начин на живот. Сцената може и ќе се промени, улогите поминуваат, меѓутоа страста и љубовта кон актерството секогаш останува. Такво чувство имам токму и за мојот прв вечерашен гостин, а тоа е господинот Нино Леви. Нино, повели. Како си ми? Много добро. Многу ми е драго што се гледаме, ве извадив некако од проба, меѓутоа драго ми е што сте овде во Фидбек. И мене исто, многу ми е драго што се гледаме после долго време, вистина помина долго време. Така. Ама воопшто не си променет, дури и се подмладуваш. Ти благодарам, многу ми го кажува тоа, ама не ја откривам тајната. Што се случува, тоа сакав да кажам. Не ја откривам. Не ја откриваш, добро. Ајде да видиме, вака, на почетокот одиме со прашање, или, за да ве запознаеме од некој малку поразличен агол, она неопходно прашање, театар или филм? Го очекував. Тоа е првото, неизбежното. И сега го одговорот е и театар и филм, затоа што се за мене тие потполно различни медиуми. Театарот, уметноста нели на мигот, се случува тогаш и никогаш повеќе, а филмот останува за секогаш. Така да и двете се секако драгоцени. Добра. Комедија или драма? За актерот нема на определување дали комедија и драма, све му е драго и за добриот актер мислам дека нема никаква определба. Нема определба и нема разлика. Импровизација или построго зацртан текст? Зависи од проектот, зависи од тоа што го работиш. Негде се дозволени импровизација, а негде не може. Така да онаму кај што има, ја би сакал и да импровизирам, да. Така, кој е твојот избор? Тоа ми беше прашањето. Импровизација. Добро. Главна улога или помала, ама карактерна улога? Па сакам и главни улоги, но и карактерни. По животот повеќе сум се среќавал со такви карактерни улоги и тоа
ми се чини дека ме привлекува повеќе. Добро. Преспав или Наше мало? Па, Наше мало е сепак по... Или од од времето го памета. Да, и прва, меѓу првите ми е, нели, телевизиска серија која се работи. Така беше. Премиера или, да речеме, 50-та, 100-та изведба на представа? Тоа е интересно, да. Па да, и премиерата има огромна возбуда, но секако и ако успееме да изиграме 50 или 100 представи, тоа е голем успех. Самата представа, така да секако и двете би ги одбрал тука. Предпоставувам дека е различен, да, различно е чувството на 100-та представа, веќе си најсигурен на свет. Да. Меѓутоа, од друга страна, па... Задоволството е големо, дека толку многу поминало, така е. Аз сум играл за среќа во неколку такви проекти. Младиот Нино или денешниот Нино? Па и денеска си се сакам доволно, така да денес. Денес, па нормално. Шекспир или Чехов? Чехов, дефинитивно. Така? Да. Предпоставив дека ќе го одговориш тоа, но добро. Рано утро или доцна ноќе? Доцна ноќе. Ноќна птица си? Да, повеќе. Не можам рано да станувам, тоа ме иритира. Да, добро. И актерите во суштина сте познати по тоа, некако мислам дека почесто седите до подоцна навечер. Па навечер се представите, обично после, нели, булавето, оној. Па додека да слегне целата еуфорија и слично, да, верувам дека е така. Почитуван од критиката или почитуван од публиката? Од публиката ќе одберам затоа што за жал и немаме некоја критика, бар во овие денови кај нас, така да. Добро. Едвард Нортон или Роберт Дауни Џуниор? И Едвард Нортон ми се довија, ама и Роберт Дауни Џуниор е сериозно добар глумец, така. Сериозно добар глумец, така е. Добро, од двајцата по нешто. Од двајцата по нешто би направиле некоја... Или Роберт Дювал, ја за мене исто добар. Да. Добро, може и некоја трета варијанта, се служува од жените, Џулија Робертс или Никол Кидман? Ја сакам Никол Кидман, да. Баш има некоја карактер, така. Лепота, убавина, која носи, знае да ја носи со себе и на постари години. Добро, срце или разум? Секогаш сум за срце. Омилен дел од Скопје? Па, мојот градски парк кај што се движам јас. Живеам баш во градски парк кај Жаборот, така да тој дебар мало ми е тука. Така, представа одиграна во Скопје, односно во Македонија, или представа одиграна надвор? Во Македонија? Зошто секогаш се смета дека македонската публика, односно домашната публика е најтешко да се задоволи? Да, тоа е чудна констатација. Ние со некои представи сме доживеале повеќе успех или некои аплаузи или смеење во надвор, во Белград, во Загреб, во Сараево, него дома некогаш, да. Не знам, тоа е чуден феномен, да. Затоа можеби задоволството дома да се одигра и поголема. И кога ќе успее домаци, успеал секако. Супер, Нино, толку за сега, се гледаме на позиција. Ајде. Ако на нешто им се воодушевувам на актерите, тоа е како така лесно можат да си ја променат улогата и едноставно да бидат сосема различни ликови од прво тоа што ќе ги видите во живо и второ од представа во представа. Навистина, секоја чест, меѓутоа затоа тоа им е професија. Мојата втора вечерашна гостинка е исто така актерка, која што со својата убавина, плени со својата грациозност, плени со тоа што кога ќе ја има на сцена, во превод некако го задржува вашето внимание и едноставно сакате да ја гледате, односно сакате што повеќе да добиете од неа. За себе има многу впечатливи улоги кои што и самата ги поместува сопствените актерски граници. Во моментов е фриленсер, иако има играно во многу македонски театри. Меѓутоа за животот на сцената, зад сцената, како и што значи да се биде актер и така натаму, ќе зборуваме, драги гледачи, со Димитрина Мицкоска. Димитрина, повеле.
Ние како договоруваме како станчињава, а не се договоривме. Летна комбинација. Таман работа, јас кога имам вакви прекрасни гости, никогаш дури ми е криво што не можам да ви посветам повеќе внимание во воведот, со оглед на тоа дека има многу што да се каже. Што повеќе да се каже, баш преубав вовед, ти благодарам многу. Ајде, одиме со тебе со или прашања, за почетокот сцена или камера? Ќе речам камера затоа што сакам да си манифестирам периодов повеќе тоа, затоа што доста многу работам на сцена со театар, ама верувам дека секој актер подеднакво ги сака, затоа што на сцена магијата ти е на проби, секогаш нова, секогаш убава, секоја изведба ти е посебна, а пак убавината на камера е што правиш нешто трајно, станува во историјата така. и Како улога би одбрала да бидеш позитивец или негативец? негативец не сум. Зошто? Тоа е повозбудливо, привлечно, некако поинспиративно. Некако, не знам, не ги сакам Позитивците се толку добро, да. Позитивка Да. ништо, негативец треба да биде. Нешто Така, интересно. интересно. Да играш лик што е многу сличен на тебе или да играш лик што е комплетно различен од тебе? Па што е сличен, ќе биде полесно, а што е различен е предизвик и треба да се трудиш да, мислам и за се треба да работиш многу и да истражуваш, ама би одбрала нешто различно од мене за да имам предизвик. Пак, тоа ме влече цело време, предизвиците. Се служувам. Ако си ти тоа, зошто би си играла и повторно на сцена? Емоција на сцена или техничка точност? Сакам да сум технички точна, сакам да ми е пробано се, да не имам многу импровизации, сакам да знам што правам, ама па емоцијата мора да ја има. Мора така некако актер без емоција технички, не, може да ти капне сол за технички да се предизвикаш, ама друго е кога доаѓа внатре и публиката тоа. И некако го чувствува тоа публиката. Точно, секогаш. има актери кои што се апсолутно технички точни и ќе речеш маестрално, меѓутоа од друга страна па кога ќе видиш негде емоција залумна која не е исполнета, да. Апсолутно. Така е. Театар за мала публика или огромна сцена? Последно сите проекти што сум ги работела се на камерна сцена и многу го сакам тоа. Публиску ти е публиката. Дополнителен адреналин некако, тука ти се блиску, поинаку те доживуваат и така и ти поинаку ги доживуваш. Тоа би рекла камерна. Камерна, добро. Дениција или лекција? Леле, тежок избор. Лекција е се уште актуелна, уште може да се гледа на репертоарот на Штипски театар, многу ја сакам. Многу бав проект. Дениција ми е многу жал што многу малку се играше, а исто и таа ми е на срце, така многу бав проект кој што публиката многу баво го прифати. Тешко прашање, не можам Ајде лекција, да речеме со оглед на тоа дека се уште трае. Да. Современ текст или класика? Па би одела со современ. Добро. Немам некој посебен одговор, ги сакам и двете, ама еве да одиме напред. Добро. Мерил Стрип или Кейт Бланшет? Мерил Стрип. Сепак. Добро. Бергман или Алмодовар? Алмодовар може, да. Да, добро, интересен, да, интересен. Од мажите Хоакин Феникс или Кристијан Бейл? Хоакин. Хоакин го обожавам, искрено да ти кажам, ако треба јас да одберам некогаш може би омилен глумец, тоа е Хоакин. Може би не е толку експлоатиран колку што е експресивно лудак, буквално. Сите го запамтија по Джокер, ама ја многу го сакам во Her. Не знам дали во Her, како не. И тоа со денешно време како сме зависни сите од телефони и технологија, тој филм ми е Има неколку добри улоги кои што баш онака ме оставила без зборови. Кажи ми кај тебе, срцето или разумот превладува? Срцето дефинитивно. Јас сум сонувач. Такви сме, да. Такви сме, јас и ти, Нино, знам дека и Брике со срцето. Ту се најдовме. Предходната емисија, бидејќи имав малку подруг тип на гости, сите одбраа разум, викам, многу сте разумни, викам, не ми одговарате. Ние креативци. Кога си креативен, кога си емотивец, кога воопшто кога се бавиш со уметност или со нешто такво, сепак мислам дека срцето е тоа што преовладува. Кај тебе омилен дел од Скопје? Па ја го сакам градски парк многу, а ја сакам и партизанска заради мирисот на липи. Да, во јуни. Да. Еве го, веќе јуни ми заврши, ама пред сутеа, ама уживав. Омилено превозно средство?
Ау, сега ми е моторче. Веќе година дена возам моторче, пред тоа сакав. А затоа ми рекоа, леле, дојде една згодна женска со кацига, дали е тоа нашата гостинка? Пријателите знаат да ме кажат и Crazy Frog, нека сум била на моторче. Возев точак и тоа ми беше кардио, ама сега со моторчето ми е многу лесно. Ќе ми кажеш од каде го купи, затоа што јас сум некако сакам да си купам моторче. Само да не го возиш како мене, ме кара мајсторите скоро дека многу имало штета моторчето, многу Па ти немај толку брзо да го возиш. Не знам дали фаќа сите мотори или не. Мислам дека не, ама да не откривам. Нека. Ништо. Супер, се гледаме на позиција Мила. Ајде. Добро е, последните подготовки се на место, се како што треба, барем се надевам, затоа што претходно ми кажа овде ти штрчи нешто, овде намести го ова. Морам некогаш да ви кажам што се случува и зад камерите, не само вака да видите како изгледа тоа на камера, секогаш перфектно и фино. Повторно ќе кажам дека пресрекна сум што имам вакви прекрасни гости овде во студиото на Фидбек. Иако е веќе јули месец, иако е сред лето, успеа да дојдат. Повторно ќе кажам, ги извадив од проба и многу ви благодарам што сте овде. Добре ми дојдовте уште еднаш, сега од оваа страна на студиото. Добро те најдов. Добро те најдов ме. Многу ми е драго што сте овде. За почеток, посебно кај актерите и музичарите, обично ми се наметнува тоа прашање како во суштина започна љубовта и страста кон оваа професија и дали никогаш сте се покајале што сте го одбрале токму ова? На дама. Ајде. Јас во 5-то одделение почнав во Прилепски театар, таму сум родена и живеев нели до средно. Имаше некоја аудиција за сирачињата во Оливер Твист и така влегов како дел од сирачињата. И потоа некако се навлекував, ама уште тогаш не верував и не знаев дека тоа ќе ми биде изборот. Некаде во средно, пред да треба да се одлучам што ќе студирам, тогаш сватив дека сакам да одам на драмски, ама баш таа година па и паузираше драмски факултет. И добив стипендија на факултет за туризам, си го завршив прво туризмот и потоа некако спонтано си дојде и си реков морам да си ја реализирам љубовта и се запишав истата година на драмски. Дали сум се покајала? Не сум се покајала, ама многу пати ми дошло да се откажам. Од сите стресови, така знае да си биде стресна професијата, ама па се нешто те влече, нема откажување. Тоа ти доаѓа да се откажеш. Сум излегла од некој проект, сум мислела дека баш кога се запишав на туризам, напуштив една представа која актуелно се играше во Прилепскиот театар, мислејќи дека сега на туризмот ќе се посветам и дека нема да имам време, ама пак се вратив. Се случија и сплетна околности некако да притребам повторно во представа, да влезам замена и нема бегање. Среќа што се случи тоа, затоа што кога се откажав ми беше најгрешната одлука во животот што сум си ја донела. Добро, баш интересна приказна. Нино, кај тебе? Јас уште мал си знаев дека ќе бидам. Знаеш каде знам, затоа што пред некоја година проверував, дојде во раце некој дневник стар мој, која расчистував некои ормани стари и пишува таму оној дневник, она 5-то одделение која сме пишувале што сакаш да бидеш кога ќе така кога ќе пораснеш, да. И ја тогаш сум напишал глумец. Браво, види ти стварно од мали години. Ама кога дојде време да се запишувам на нели сакав на академија, Советот на старците одлучи да не се запишам. Дојде кај мене тетка ми, тетин ми. Па посебно во тоа време, може да замислам како било. Да, и кај да дојде детево, па ја викам сакам да глума. Да глума таму, тоа нема леп, тоа се таму све и така дале, она што не красеше као предрасуда. И каде додам и Бојко ми беше професор на филозофски факултет, дај си дека мене таму. Што на филозофија? Викам психологија. А ме привлекуваше и тоа малце да помагам на луѓе, знаеш и тие работи. И психологија запишав, ама таму зелена гушка се појави театарската работилница при филозофскиот факултет. Се запишав веднаш таму и чивијата така влезе да не излезе. Кога станав абсолвент на психологија,
веднаш се запишав на академија, односно се пријавив и ме прими од прва и така. Интересно, значи 20-та имате претходно една приказна, па потоа сте се... Меѓутоа, љубовта е очигледна. Јас мислам дека и актерството е и страст, и пасија, и... Без љубов нема ништо. Да, предпоставувам дека е така. Колку актерството генерално ве променило вас како луѓе, како личности? Ви делуваат ли улогите, и глумата, и сцената? Нормално е тоа, затоа што секоја представа е ново учење, нов предизвик, нови работи, создавање и нова тема обработување, така да веројатно сме побогати стално за еден степен. Со секоја нова представа и проект. Секогаш мораш да истражуваш за ликот, па за темата за која што се работи и само си откриваш нови теми, откриваш нови делови од себе затоа што работиш, па не знам ликот како треба да изгледа, како треба да се движи, како треба да зборува и само си копаш и си откриваш по нешто ново и те менува. Колку сте подготвени да ризикувате, условно кажано, за одредена улога? Во насока на да промените физички изглед, да промените ментално нешто во вас и слично. Не знам, например, Димитрина, ако се побере од тебе, килова да се ишишеш за одредена улога, дали би го направила? Сега тоа сакав да кажам дека би сакала за некој филм да ме викнат да се изфарбам, затоа што уште не сум се решила да се фарбам и не можам да се решам. Тоа е најлесната работа, не, например, дали килова би се ишишала? Не знам, можеби кратко нешто да. Си ја сакам многу косата келава. Добро, се е во склоп на... Ако е кратко, тоа ќе порасте. Знаеш како, обично странските глумци, Ја би сакал актери... келав да се... Да, нема проблем. Ти би сакал може и коса вака да ти стават. Може и коса, не е проблем. Никаков компромис не е проблем. Ова го прашувам затоа што има глумци, секогаш го спомнувам Даниел Дел Луис како пример, кој што навлегува во улогите со тоа што, например... Феноменален глумец. Да. Еден од... Ако треба да игра наркоман или не знам како, оди во некое дувло таму и по месец дена го живее тој живот, не знам. Станува анорексичен, каде што треба да има таква улога. Колку во таа насока би и Рене Зелвегер, за Бриджит Джонс, за Монстер, ова Шарлиз Терон, колку се промени, се поправи 30 кила и слично. Колку тука би направиле... Ама кај нив па се и парите се големи. Да, и за нив работи цел тим, нутриционисти, тренери, после кој тоа... Ние сигурно би направиле истото тоа што треба да се направи за сцената, доколку се побара... Доколку се побара нормално. И доколку е тоа одржливо, да не биде се ради реда, ајде да направиме некаква промена. А се впуштам, например, не сум сега во лекција кога работевме, се скока на трамполина, се качуваш на висина, и јас, например, за такви промени, за таква храброст, немам проблем. Мислам дека сите сме малку луди на тој начин, не си го пазиш многу здравието. Може да си актер ако не си луд. Да се разбереме. Не пазиш многу на последиците со модрици, со лузни, ама па тоа ми е... Си имам спомени од секоја представа по нешто, некој штраф легол, нешто си паднал, си под... Не сум скршила среќа, ама така. Јасно. Што е тоа што... Јас сум скршил. Да? На представа, на проба? Си скршил нешто? Па да, ми искочи рамето на буре барут на една представа. Леле... Така ми искачаше лесно и Тони Михайловски има една сцена кај што треба да ме тепа од згора и јас пузам и така некако незгодно изгледа се и ми искочи. И што правите во таква ситуација? Сцената и... Ама имаш уште една сцена и веднаш скокна еден колега да ме замени. Да, Никола Ристановски. И нас не си има случајно во Грета, на колегата исто му излезе рамото на сред представа. Игравме, гостувавме во Битола. И се прекинува ли некогаш представа од такви причини? Да, затоа што тој беше клекнат, јас над него и сега има мал мрак и треба да продолжи сцената и тој клечи, уште не може да стане и вика не можам. И јас се одам и сега глумам, го удирам и вика грчимам. И ја тука го удирам, ајде. И сваќам во еден момент дека не е грч, дека тука рамото му е паднато. Ги гледам во позадина режисерот и режисерката и што да направиш така? Продуцентот се вџашени, публиката не знае дали уште се глуми. Беше последна сцена, ја прекинавме, дојде брза помош на сцена директно, после една ортопедија, му местеа рамото. Многу често убаво што го споминавме ова, затоа што многу често ние позадински, нели, односно како консументи, ќе дојдеме, ќе изгледаме представата, вау, воодушевени или не воодушевени, неважно, во зависност од представата, ние го гледаме финишот.
што е тоа што ние како публика не гледаме, а вас ви се случува зад сцената реално? И дали повеќе уживате во процесот на, ова се две прашања во едни, дали повеќе уживате во процесот на создавање или во крајниот производ? Па се си има свој процесот на создавање, секако е многу битен, ако не мора да решиш тоа каде како не. А крајот делото го краси, така да сите едва чекаме да излезе тоа што подобро и поубаво. А што се случува за сцената, тоа е Многу сакам, еве сакам да ни кажете што се случува за сцената, за да сватиме, нели ние. Да, има разни шеги, нешто глупости, али во главном таа се нормални работи, не е нешто. Се припремаме обично за искачање, така, мислам, не е нешто спектакуларно да се случува. Имате ли начин како ритуал некој пред да излезете на сцена, пред премиера? Верувам дека секој глумец, секој колега си има свој ритуал. И така, јас имам еден мој ритуал и тоа зависи секако и од представата што се игра. Ако е позахтевна улога, треба и физички малце да се подготвиш, и психички, и внимаваш што јадеш тој ден, и така натаму. Значи има работи на кои што треба да се внимава. Јас си правам лицева гимнастика, брзо зборки, рили, релера, ралара, да раздвижам Не сакам ништо да правам денот на премиера, особено на изведба не, ама на премиера така сакам да ми е мирен денот. Знам да се почастам со некој сладолед или некој добро чоколадо. Па да. Обично актерите викаат не ги пипајте 2 до 3 дена пред премиера, затоа што сте понервозни, затоа што не знам, еве жени актерки кога ми доаѓале гостинки вика обично чистам по дома, само за да ја главава да свртам кон нешто друго, мислите и така натаму. Не ме тие 3-4 дена пред премиера, никако. Не. Предпоставувам дека е тоа голем стрес. За среќа тоа мојата сопруга го знае и така. Го прифатила. Да. Така. Кои се вашите најголеми стравови кога станува збор за актерството или излегувањето на сцена? Без разлика дали е театарска или филмска. Најголеми стравови да не тргне нешто од планираното, да го заборавиш текстот, што не ми се случило, ама верувам дека сите актери имаат такви соништа. Јас, например, често сонувам дека сум на сцена и не ми текнува текстот, а во реалноста памтам текстови од прво одделение, памтам стихотворби, раскази, памтам реплики кои што сум ги играла од сите представи. Во моментов мислам дека имам 10 представи на располагање, што детски, што лекција, што дениција, сите текстови си ги памтам. Ама ете имаш некој страв да не утнеш реплика, да не мислам дека и мене би ми било страв. Да. Што ако го утнам текстот или што ако го заборавам или што ако да не му зезеш на партнерот нешто, ај за себе може ќе се снајдеш некако, ама па ако си со некој на сцена Па те помагаат и партнерите никогаш глумците ако например го избегнувам тоа плашење себе си, знам да размислувам за тоа дека ми доаѓа некојаш леле да не го заборавам текстот, ама обично тие стравови ги игнорирам, како да кажам така, ги ставам на страна и се трудам да се фокусирам на она што треба да го направам во тој момент. Така да стравот го свесно го го поттурнуваш, што би се рекло. Така, го потиснувам. Го потиснуваш. Јас, например, морам да признаам дека македонскиот театар има навистина добри глумци, добри актери, дека каде и да сте се појавеле, се собираат награди, се собираат навистина големи аплаузи, најдобар актер, најдобра актерка се секогаш некои наши актери, што навистина ме радува. Па тука ваше едно размислување во смисла колку ние можеме да се носиме рамо до рамо со, да речеме, еве Балканов, со регионот, па и пошироко. И во светски рамки. Многу добро котираме као мислам дека да. Као театарска фела во рамките на Балканот. Еве Бугарија може има поголема традиција или овака култура, меѓутоа пак ние ќе кажам каде и да сме оделе сме биле поздравени со еве сега најновото ние со 12-ка и гостувавме какво представиште е тоа? Да, и гостувавме во Титоград, во Сараево, еве сега и во Дубровник бевме и најинтересно тоа што колегите доаѓаат и онака се воодушевени од представата, да. Еве, искрено. И од играта, и кога ќе ти каже колега, значи дека е нешто преубаво,
еве за тоа у Титоград ни го кажува, и у Сараево, па и у Дубровник дојде исто колешки, прекрасна представа, јао. Да, навистина е така. И супер екипа сте конкретно во таа представа и многу сериозно добра представа. Да, и тоа признание, вете, ни кажува нешто дека сепак имаме некоја добро котираме во рамките на Балканот. А кој е твоето искуство, Димитрина, мислам, како ти сметаш дека котираме еве во однос на колеги ваши? Се согласувам дека имаме доста квалитет. Сега може би финансискиот дел, поддршката од државата, такви работи, кај нас се проблем. Може да биде подобро, да, апсолутно. Иначе логистичкиот дел, а за талентите неоспорно дека имаме многу добри, па и за на филм и за во театар. Сега како се споивте вие двајца, со оглед на тоа дека работите на една заедничка представа, Вонземјани? Нас не спојува сегашниот проект Вонземјани по текст на Игор Кузмановски. Ме радува што поставуваме на текст на македонски автор. Промовираме домашен автор, да. И тоа многу квалитетен. Поздрав до Игор и го познавам и лично, така да браво. Да, јас едва чекам да ги прочитам сите негови текстови. Овој ми е првиот текст и навистина ме купи од прва. Доста интересна тема. Јас и Нино играме сопружници во представата, се вика Вонземјани. Темата обработува ладнокрвноста можеби на луѓето, какви стануваме без чувства во тоа посегање по пари, по моќ, по трчање секојдневно по работа. Да, јасно. И тоа не прави да бидеме се поотуѓени и на крај стануваме Вонземјани. Текстот е комичен. Буквално. Режисер е Васил Михаел, играат со нас Марија Новак, Наум Ѓорѓиевски и Димитар Пасковски. Тоа ни е екипата. На 28 јули рековте во склоп на Скопско лето ќе биде премиера. Да, ќе биде на мала сцена на Маната. Во Маната, 28 јули, 27 веројатно ќе имаме и предпремиера и така може и таа да се биде можда. Еве имаш отворена покана и за премиера и за предпремиера. Обавезно. Би сакала да гледам. Ако си тука. Ако сум тука, доаѓам, рачунајте ме. Ајде, време е да го вклучиме и нашиот брик. Очекуваше те, Не. Очекуваше те, Фатив, жив. Ајде. Обично и брик ми се... Очекувам некоја пауза да има. Прво сакаше нешто да, може би некој видео или нешто слично, ама не, овој пат ќе ти дадеме тебе предност. Брик, твои се гостите, повели. Здраво. Овака, немам се некој конкретно прашање до вас. Може би ова повеќе за некои други места. Што се случува со македонска кинематографија? Значи, ќе се појават 2-3 филма, па ќе снема. Што е таа тема? Голема болка, мислам, ни фали. Реално, мене ми фали, искрено, јас многу сакам да гледам наш домашен. Многу комплексна тема, не можеме ние да одговориме на таа тема баш сега. Јасно ми е. Ние би сакале исто така да е тоа многу поразлично од сега, ама за жал тоа е тоа што го имаме. Ете, тоа е еден дел од она што го зборуваме ние во представата, ние као општество и целокупнава некако ова популација иде кон на лошо за жал, нели? Има војни, има 300 чуда и екологијата неа ценат исто. Сме еколошки пропаднати, тоа го зборуваме меѓу другото и во самава представа. Така да, многу тешко се одговара на тоа. Широка е тема. Може ли вака тешки прашања? Мене ми е тоа што нешто највеќе ми фали во моментот. Многу би сакал да има македонски филмови серии. Им се радуваме на македонските филмови, така е. Наистина, мислам. Да, за жал. Еве сега последниот филм што се појави Диџеј Ахмед, како се викаше, растури филмот. Значи сите можни награди ги собра. Зошто ако навистина имаме можност, ако навистина имаме таленти овде кои што знаат. Ама тоа е култура, тоа се амбасадорите на нашата држава. Треба да се негува тоа, но тоа е тоа. А излегуваат доста квалитетни филмови, документарецот Силјан, Исцелител мене ми е доста убав филм. Да, сигурно, и Медена земја. И Медена земја, така, дури до Оскар сме стигнале, до номинација за Оскар, што не е мала работа. Ајде пак повторно ќе се вратам на улогите. Дали е полесно да се влезе во улога или да се излезе од истата? Па видиш, не сум го размислила за тоа.
али секој случај потешко е да влезеш вајде. Бидејќи имаш многу подготовки, треба да се консултираш со доста работи. Зависи од од представата, читаш, истражуваш и тоа. Потешко е. Потешко е да се влезе. Да, ја мислам, не ми се случило да заглавам во улога, не сметам дека сум таков актер што сега сме направила улогата и не можам да излезам. Мислам дека е потешко да се влезе. Секогаш така имаш некој стрес, некој Возбуда. Да, да. И тоа дефинитивно е потешко. Колку мене ми е многу интересно со оглед на тоа дека навистина навлегувате во улогите. Колку се живее таа улога, колку таа улога живее во вас, да речеме, во тој известен период додека ја играте или откако ќе заврши представата, дали постои уште тој некој лик кој што сте го играле? И си преокупиран цело време со реплики, приватниот живот ти се заснува на репликите од представата, некако се поврзуваш, се случуваат синхроницитети на околу. Да, мислам дека онака дури е малку и трики што би се рекло, кога имате една улога која што треба да играте, а вие сте тој, па сега останувате во таа улога, а верувам дека останувате или живеете со таа улога извесен период. Што вели Димитрина, да, се повторуваат реплики, често се спомнуваат и во слични ситуации, нали, ги користиме тие реплики од представата. Сега во представата Нино користи на реплика, Марта е, јас сум ликот на Марта, Марта е крива, за се е крива Марта. И сега диџејот кога доаѓаше, вика жена ми е крива, а викаме, као доцнам жена ми е крива. Марта е крива за се. Да знаеш, случуваат тие синхроницитети, да, кои што се повторуваат, тоа е вистина. Да, да. Да, бе, жените ви се криви за се вас. Не може тоа така. Па греото е детето да е криво. Да, мадравата, детето е најмалку криво. Што се случува, односно, кои се Димитрина и Нино откако ќе се исклучат рефлекторите? Истите, ние истите. Не сме многу поразлични. Мислам, јас не сум нешто поразлична. На сцена си давам, да, простор да се заиграм, да се разбуди детското, да се глупирам, да бидам абсурдна или секаква. По природа сум слична таква. Да, не глумам ни вам. Нема нешто поголема разлика од А јас сум иначе така, скромен човек. Си одам на пазар, кој е време, нели, си пазарам, си готвам дома. Сега децава си пркнаа, нели, не оставија, сега сме сами со жена ми, така да... Се уживате, имате време за се. Па може и така да се каже, ама добро, тоа е, се во свое време. Се во свое време, точно. Се служувам. Предпоставувам иднаш актер за секогаш актер. Така е. Тоа е некој правил. Се размислувале ли што би биле доколку не би биле актери? Да, јас сакав да бидам наставничка по македонски јазик. Видиш, добро. Интересно. Ти психолог, не или си се забежал или нема врска? Не, добро. Не може бидат. Музичар ќе бев некој, сигурно. Мене и музиката ме привлекува. Значи пак нешто поврзано со сцена, со луѓе. Дали пење, компонирање, нешто такво, или свирење на некој инструмент. Сигурно тоа ќе терав нешто. Да, баш интересно. Театарот обично има пауза, така? Од... Зависи. Јули и август, ако не се лажам. За такво месец. Генерално, да, со оние регуларни представи. Има колективен одмор, имаме, да. Затоа што не се работи летно време, кој доаѓа у театар, мислам, топло, иако нашиот театар е доста комотен, односно има добра клима, а сепак не може да се игра, зашто луѓето не доаѓаат и така. Сите се поодмори. Поодмори се и така. Има ли доволно фестивали на кои што може да се представат представите или сепак се малку? Па, Војден Чернодрински и... Фестивали има, ама мислам дека тука е малку занемарена независната сцена, затоа што на фестивалите независните театри обично не можат да бидат во надпреварувачкиот дел, затоа што има некои правила. Ми се чини во... Па може би на Чернодрински, веројатно, да. На другиот мислам. Инаку може, предпоставувам. На Шишков мислам дека може. Да. Има доста фестивали, сега тоа се драгоцени заради нашите, нели, сепак одмерување на некоја естетика што ја даваме, дали е добро тоа или не, сепак таму се огледува. Така да имаме, ето, Војдан Чернодрински ни е главниот, па тука е Ристо Шишков во Струмица, имаме во Неготино, има на дуодрама, во Крива Паланка, Куманово комедија, има... Па, добро.
Добро, има. Океј. Овде ќе направиме една мала кратка пауза, одиме со блок на реклами, па се враќаме назад во студиото. Добро, чекавме Брик да ни пушти уште посилна музика, меѓутоа очигледно нема. Комшиите ќе ги разбудиме, не за друга, сабата вечере. Да не ни замерат овде во Карпош, во околина, не сме сигурни. Јас и телефонот си го земав заради тоа што секогаш правиме фотографии со гостите, така да ќе си направиме и сега, откако ќе ја завршиме емисијата, меѓутоа дојдовме до времето кога некако многу брзо ми летна. Многу. Дојдовме и до последното прашање, се интересни луѓе, се интересни гости, секогаш е тоа така, се служувам, посебно актери, некако актерите од секогаш ми биле омилени, од секогаш сум имала и такво друштво и таква средина и некако го разбирам тој актерски живот и многу ми е интересен. Тој е леп. Така е, а не е лесен. Не е лесен. Кој ќе каже за дека актерскиот живот е лесен, не е воопшто лесен, да знаете. Дојдовме до последното прашање, а тоа е фидбекот, како што впрочем нели се вика емисијата, па следува прашањето кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го правите и работите. Да, најтешкото прашање за крај го оставаме, обично. Среќа, не знам, исполнетост, благодарност и заради тој благослов да си ја работиш професијата што ја сакаш и да си секојдневно во контакт со луѓе што ја ценат твојата работа. Многу ми значат тие средби кога некој те препознава на улица и како не? Ти го поздравува трудот. Така да фидбекот е тоа, благослов и среќа. Одлично, Мино? Па фидбекот ние го добиваме уште на самата сцена. Ако нема фидбек, тогаш ние не сме направиле нешто како што треба, веројатно. Мора да има фидбек со публиката и тоа е најдрагоценото нешто кога ќе замолчи целата сала у една ненормална тишина за време на паузата кога говорите текст. Така да тој фидбек е многу драгоцен, а секако најмногу фидбек чувствувам со оваа работа заради тоа исполнетост, таа радост што ја имам кога го работам тоа, затоа што ние сите си ја сакаме оваа професија, но не верувам дека некој актер има кој што не би ја сакал, али знаеш што, разбрав дека и милицијата си ја сака својата работа многу. Ние не ја сакаме нивната работа, а вашата да. Дека полицајците си ја сакале многу работата, така тоа е чудна работа. Да. Добро, аплаузот од публиката, насмивките, критиките и слично, мислам дека е тоа бесценето. Мојот и на Брик фидбекот е секогаш тоа што имаме вакви супер гости, кои што се одзиваат на нашиот позив и јас како и секогаш се одјавувам таму. Брик, да дојдам да те земам. Чекај сега, ќе дојдам да те земам. Ова ни се последните. Ова ни се дај бе раче вака да те земам. Вака како младожиња. И не седни си ти вамо, јас во средина ќе се седнам. Со вас секогаш се гушкам. Ви благодарам многу што ми дојдовте. Фала ти на поканата. Навистина ми е исклучително драго, еве вака да се поднаместиме, што ви има во фидбек. Брик, мили си имавме супер гости. Како и секогаш. Како и секогаш. Живам јас таму. Ти си пушташ музика, гајле ти. Ние тука се путиме, се мачиме, разговараме. Никогаш викам Брик, кога ќе го викнам, што јас сум наред? Затоа сме подобри. Со слушалките вака ставени, ништо не слуша, цитирам. Супер убава енергија си осеќам јас. Тоа е најважно. Да е позитивна. Тоа е најважно. Супер. Ништо 28 јули да бидете на премиерата на Вонземјани, овие двајца прекрасни актери ќе бидат дел од тоа, односно ќе бидат сопругот и сопругата. Ние од публика ќе нема да навиваме, ќе скандираме. Ако доволно добро ни се допаднете. А не се сомневам. Спремете се за стомак, ќе ве боли. Смешно. Така, смешно е. Добро, супер. Овде кажуваме чао, поздрав на публиката, се гледаме следна сабота 19:30. Чао.